Почитувани, многу ми е мило, бидејќи денес имаме можност вака да се собереме на една средба, која што во моментов е видар односно средба на Zoom. Се надам дека ќе имаме можност ваква средба да оствариме во живо на ваква или слична тема, затоа што пандемијата која што во моментов ја живееме, реално ни покажа каде се наоѓа културата на пирамидата на човекови потреби. Благодарам многу за сите петмина соговорници кои што ќе ги имаме денеска во рамки на овој вебинар, затоа што нивното искуство, знаење и активност која што ја покажа за време на оваа година се референтни вредности од каде што можеби треба подетално да се размислува за движењето кое што културата треба да го има во оваа нова фаза на човеково опстојување. Иако оваа измината година во реалност или во практика ни се покажа дека оперските куќи, театрите, галериите се поважни се помалку важни се од болниците, односно болниците го имаат клучната улога, сепак за менталното здравје на секој од нас и за духовното збогатување, културата и уметноста се особено значајни. Би сакала на почетокот да ги поздравам нашите денешни говорници или соговорници, ќе ги именувам. Ќе започнам со девојките. Несрин Тајр, актерка и директорка на Турски театар Скопје. Потоа Марија Кичевска-Шокаровска, прима балерина на Националната опера и балет. Потоа Русе Арсов, директор на Младинскиот културен центар од Скопје. Жарко Којунџиски, писател и главен и одговорен уредник на издавачката куќа Антолог, и Иван Чоталевски, ликовен уметник и професор на програмата за ликовна уметност и дизајн на Универзитетот на Пенсилванија во Филаделфија. Почитувани, благодарам многу бидејќи денеска прифатите да учествувате во рамки на вебинарот на тема Култура во корона, преживување или ново дефинирање. И на почетокот би сакала секој од вас да не воведе во областа во која што делуваше изминатава година и какви активности се имаше тој во рамки на пандемичнава година, на лично можеби, но и на институционално ниво, имајќи на ум од која институција доаѓате. На почетокот би ги поканила девојките, па потоа да не прозивам, одиме еден по еден. Може јас прва? Ајде, повели. Националната установа Турски театар Скопје изминатава година, пред да фати пандемијата, веќе во јануари, февруари имавме по една премиера, едната беше детска, едната беше за возрасти, во наша собствена, од собствени средства, затоа што чекавме да излезе програмата за 2020 година, во принцип таа излегува во февруари. Во февруари излезе програмата со прекрасни проекти, затоа што на Турски театар јубилејна му беше 2020, 70 години од постоењето, и имавме одлични представи за реализација, но за жал веќе во март месец, кога ги отпочнавме двете представи, фати пандемијата, и до септември месец не работевме ништо. Во септември, откако ги добивме протоколите за работа во вакви услови од Комисијата за заразни болести, која што го даде предлогот на Министерство за култура, Министерство за култура го прифати, ние од тогаш до февруари 2021 имавме 3 премиери. И јас можам да кажам дека Турски театар вака или така одлично се снајде во ова време на време. Оно што можеби е куриозитет и треба да се спомене, во една од премиерите имавте и прилично возрастна актерка која што ја толкуваше и главната улога. Да, славната Флоренс ја играше пензионирана актерка Бедја Беговска, која што исто кога беше повикана во ноември беа кажани протоколите за работа како тоа ќе се одвива, она рече јас не се чувствувам никаде посигурно како што се чувствувам во театар. Браво. Како изгледаше активноста на Националниот балет и како изгледаше кариерата на Марија Кичевска изминатава година? Па вака, ние во март кога фати пандемијата, бевме во средина на подготовки на премиерата Жиздела. Значи, премиерата Жиздела уште не е дадена кај нас. Значи, чекаме веќе 14 месеци, не сме имале никаква премиера. Имавме само 2 гала концерти. Значи, Министерството за култура ни забрани допир.
А балетот без допир малце нели како што знаеме невозможно. И се надеваме дека тек во октомври следната сезона ќе ја даеме премиерата. Значи, имам исклучено на сцена само 2 пати, значи балетот, зборам за балетот, операта мислам дека има неколку концерти искочија повеќе, но балетот како балетска представа, односно гала концерт, не име како Лебедово езеро, Дон Кихот и тоа воопште е невозможно да го дадеме. Значи, јас 14 месеци немам исклучено на нашата сцена. Морам да кажам, и тие 2 гала концерти ги утнав затоа што бев поканета од Државната опера во Варна да играм таму. Имаат им тече репертоарот, имаат целовечерни представи. Представите се даваат 2 чина одат, но без пауза. Значи народот да не искача надвор луѓето за да се дружат и така е некако тоа кај нив ете по-добро организирано отколку кај нас. Имавме и Орево Крчачка и Лебедово езеро, играв таму и Дон Кихот, имаше доста тешки балети, што еве кај нас уште е проблем да ги дадеме и да се вратиме у едно нормално, нели, нормално. Што е сега едно нормално, значи 30% публика, оркестар да не свири, ама ете, не можеме уште да се вратиме. Бевме затворени некои 6-7 месеци, ни беше исто така затворен театарот, исто значи како пустиот, од март до септември бевме затворени. За нас, како физички уметници, тоа е многу тешко. Значи, ние не вежбавме ништо. Значи, да се вратиш у таа една балетска форма, се потребни представи, значи е потребен репертоар. Без репертоарот, само тренинзи како тренинзи, ние не можеме да се вратиме во таа форма која е нели потребна. Исто така и после тоа, од септември кога се вративме, имавме многу прекини. Како некој се зарази, така не праќаат 2 недели дома. Значи со тие прекини беше, мислам, стварно измачувачки да се вратиш у потребната форма. Јас имав среќа затоа што морав да вежбам во Варна и така јас успеав да се вратам од таа форма која бев пред нели затварањето. Тоа било начин така да одржите кондицијата, но како да се одржи кондиција кога се раководи на пример институција како Младинскиот културен центар, која нуди широка лепеза на културни активности и сфери од ликовна уметност до музичка уметност, театар. Вие некако филм се обидовте да ги склопите, работите Руса? Да, ние имаме прилично супер старт 2020 година до таму некаде почетокот на март, кога со концерт најнашка престана се и беше малце тешко првите 2-3 недели додека се навикнеме на моментот дека ќе бидеме дома и не сме на работа. За луѓето во МКЦ малце тоа е чудно, бидејќи се посекојден на работа. Така да овакво брзо реагиравме. Некаде таму во април го имавме првиот состанок каде што свативме и направивме неколку сценарија што би било, кога би било и како ова целото би течело во период кој што следеше. Дел од тие наши размислувања и ставови ги споделивме со град Скопје и на наше голямо задоволство брзо и они реагира. Така да некако многу брзо се вративме ние на работа. Најпрво беше со инициирање на тој проектот Култура во време на корона, кога работевме концерти меѓу згради за време на полициски час. А тоа некако не охрабри дека може да направиме на друго темпо и да бараме како да не дозволиме да се одложуваат настани. Главниот проблем беше што МКЦ, освен собствената програма која што има, како годишна програма преку Градско и Министерство за култура, е и еден вид на домаќин или сервис на едно чудо други организации кои што прават настани во овој град, пред се од независниот сектор. А вториот момент се сите тие независни уметници, пред се ќе кажам музичарите, кои што па и не се дел од некакви си јавни регистри на нивно делување и постоење. Не знам, стригни беше оној првиот момент кога излезе Министерство за култура уште во првите мерки,
извинете, влада на нашата влада дека уште во првите мерки беа фатени, се кажа дека ќе се поддржат независните уметници, но тогаш свативме дека збориме за оние уметници кои што се регистрирани преку Министерството за култура, оние како трговци поединци, независни уметници, како да го викаат тоа. И онда свативме дека има уште едно чудо, луѓе на кои што мора да им помогнеме. Само за април и мај во МКЦ беа откажани 60 настани, зборам од оние што беа веќе закажани и кои што требаше да се случи. И во тој момент седнаме и почнаме да се обидуваме како да бараме формати како во тоа новото сега би можело да функционира. Од бројките што устари ги реализираме за 2020 година, значи биле организирани во МКЦ официјалните бројки се 389 посебни настани, меѓу кои што се и 17 манифестации и фестивали. Некаде бројките кажуваат, сега ова не се бидејќи малце друго мерењето кога немаш билети, но некаде околу 25.000 луѓе сме ко публика и околу, како беше, да не ги набројувам сега, голем број на настани. Во тој момент, значи се случи култура во време на корона, потоа иницииравме тој нов онлайн формат, да правиме back-to-back програма со Кино Шишка, да видиме како би функционирала таа меѓународна соработка во време на пандемија. Па онда свативме дека не сакаме така лесно да се откажеме од фестивалите, кои што сепак не почнале со нас, поголем дел од нив, и се фестивали со многу години позади себе. Тргнаме се бориме фестивал по фестивал. Прво беше Синедес, кој што го направивме на отворено, како еден комплетно нов формат и префрлување на терминот од ноември за септември, па автоматски, бидејќи ни се ослободи терминот во ноември, МОД го спасувавме и баравме формат како да го направиме МОД, кој што беше можеби најкомплициран ради самата природа на фестивалот. Здраво млади фестивалот и бевме домаќини на Ехо филм фестивал на Македокс, на се да не заборам уште некои што многу. Така да прилично супер се движеше целата таа приказна и буквално од настан во настан се влегуваше и се бараше формат за секој посебно. Се до тоа заврши со нова година, каде што рековме кога веќе све живо и диво и стримавме. Онде ќе работиме и нова година. Јас работевме и нова година за прв пат со еден формат каде што имаме цела вечерна од МКЦ програма. И тогаш си ветивме дека доста беше стримање. Да сакаме да работиме без публика, ќе работиме у телевизија. Така да овако доста беше тоа и сега веќе нешто почнаме да работиме, секако воопшто не сме задоволни, но некако и чудно тргна цела оваа година. И едве чекавме да се укинат овие мерки со полициски часови и да огре малце надвор сонце, да излеземе надвор и да продолжиме со работа. Супер. Само да споменам дека имавте паралелно изложби кои што се тече нормално во галеријата во МКЦ. Да, значи имаме ние 129 концерти сме имале официјално кои ќе собере све во 20 година. 31 изложба, 150 филмски проекции, 25 книжевни настани, презентации, дебати, така да цело време течеше. Бараме протокол, ние бидејќи учествуваме и во групи кои што се однесува на креирање на тие протоколи за работа на отворено. И потоа бараме формати, кои се форматите како да можеме да, што е можно поише активности им даваме шанса да се реализираат. Како изгледаше животот во Америка, односно кај вас во Филаделфија, во период кога се случува оние силни бранови со ковид во март, во април, кога буквално во Њујорк беше битката за преживување и на улица, како изгледаше ликовната сцена? Благодарам за поканата, Ана. Поздрав до гостите, до присутните. Еден само поздрав, извините, Иванчо, ме слушате? Да, министер, ке повелете. Само да ве поздравам, јас сум на лента и ме викнаа сега и многу ми е драго што сте собрани, алал да ви е на сите. И имам само една молба, има една латинска поговорка non verba res. Не зборови дела.
и во време на ковид и во време на не ковид, и јас сум сигурна дека тоа така ќе биде и во стварноста. Ајде, што ќе правиме? Културата е жива и ќе преживее. Поздрав многу голем на сите и извинете уште еднаш. Благодарам, министерке, за поддршката која што ни ја давате. Ова се вистински репрезенти на активисти во време на ковид. Само да проверам дали сега е подобар звукот. Да, одлично, одлично, Жарко. Само те молам, него мјутнувај микрофонот, Иванче само што почна со излагањето. Продолжи, извини. Да, така да, мислам, ситуацијата беше доста сериозна, исто така тој период беше период во позадината на пандемијата, тука имаше една сериозна политичка криза околу неизвестноста, околу изборите во ноември и на некој начин наплив на свирепи убиства од страна на полициски од полицијата, така да следеше паралелно со пандемијата континуирани протести и тоа на некој начин тотално го дестабилизира, би рекол, општеството и приоритетите. Во глобала сите институции беа затворени, институции кои презентираат некаква културна програма. Повеќето институции во Филаделфија кои презентираат културна програма се приватни институции, така да беа оставени сами на себе. На некој начин секој град, секоја држава беше оставена сама на себе. На некој начин тоа го изложи лошата инфраструктура на оваа држава. И институции испуштаа многу вработени, зборувам за, например, музеите, лица кои беа со договор на дело страдаа многу во овој период. Ако можеа да докажат дека имале некаква посигурна вработеност, претходно имаа помош од државата, но во глобала периодот беше доста катастрофален, 2020. Дефинитивно сега е многу подобро. Нормално престои сепак период на неизвестност околу како тоа да продолжиме да функционираме, но дефинитивно има поголем број на активности во поголемите културни центри, како тука во Филаделфија и во Њујорк. Дефинитивно институции, дали се тоа галерии, музеи, весници кои се занимаваат со ликовна критика, се адаптира, би рекол, овој период е на некој начин период на адаптација и период за инкубација на идеи. И дефинитивно активностите на некој начин се префрлија на веб платформи. Тоа овозможи да дефинитивно има поголема дискусија, можеби не толку како конзумирање на ликовна уметност, иако мислам тешко е да се на некој начин даде некаква си конкретна слика, зашто би рекол ликовниот свет е многу голем за тоа да би можел да го оценам тука, зависно околу тоа каков начин на функционирање зборуваме, дали е тоа ликовен пазар кој е базиран на некакви си нерегулирани форми на нерегулиран пазар, тоа е купување на дела, каде што дефинитивно исто така таму имаше на некој начин наплив на купување на дела кои лицата немале начин да ги видат во живо, така да тоа беше исто интересно. Дефинитивно би рекол ликовните уметници можеби кои се по-засегнати околу ангажирана уметност или засегнати со политички, социјални политики, има голем предизвик околу тоа како да ги адаптираат своите програми, исто така фондациите кои ги поддржува таквиот начин на функционирање. Моето искуство можеби е поделено како едукатор кој работи во образовна институција, тоа е едно, исто така нормално тоа залагаше доста адаптација. Форматот беше виртуелен во првиот семестар, сега исто така продолжува, но присутни се студенти на кампусот, а од друга страна од ликовната уметност, сега на некој начин последните 2 месеци има заживување на активности, но би рекол сепак во многу
контролиран формат, каде што повеќето галерии функционираат со посета за закажување, музеите некои се отворени, некои не се, така да би рекол дефинитивно залага доста трпение. Но би рекол поголемиот дел лица со кои јас контактирам, барем активни уметници тука во Филаделфија, препознаваат дека сме во еден досега невиден, би рекол, невидена ситуација, така да мора да се стремиме приоритет да дадеме на заштитата на самите себе и тие околу нас како приоритет. Нормално дефинитивно многу важно да продолжиме да твориме, да отвориме простор за размена на идеи. Прашањето, Иванче, извини ке те прекинам. Колку за тебе овој период беше, колико е уметник продуктивен? Колку состојба ти овозможи покрај твојот ангажман или на универзитетот да си работиш она што тебе ти е примерна дейност во суштина? Па, би рекол, за мене беше неверојатно продуктивен, зашто работам на книга, на истражување, на некаква паралела помеѓу мои цртежи и изгубени цртежи на Марко Цепенков, која е поддржана од фондација тука, од САКС, фондацијата за иновација. Јас требаше да имам самостојна изложба тука во Центарот за графика во есента во 2020, но изложбата беше откажена и следи да биде представена во овој септември сега, во 2021, зашто работите се променуваат, но целото време на некој начин работам на припреми на таа изложба и книга. Како едукатор не сме застанати на некој начин со работа во смисла на осмислување на нови начини како да дадеме на некој начин позначено искуство за студентите. Многу ми е жал што не можат да бидат во нивните ателиеа да работат, но виртуелната програма на некој начин даде некакви различни предизвици да се фокусираме на различни тематики и представување. Нормално пред се виртуелно. Така да беше доста продуктивен период за мене и период за инкубација на идеи, што би рекол. Супер, благодарам многу. Жарко, ајде сега да видиме што се случува во издаваштвото, односно во литературата. Колку пандемијата е погоди литературата? Здраво на сите. Уште еднаш, вака и сега кога емитираме онлайн. Јас настапувам и како писател и како издавач, дел од издавачката куќа Антолог, така што можам да кажам дека енергијата, барем на почетокот, кога почна да се случува пандемијата, да кажеме февруари-март прошлата година, на сите изгледаше на вистина како некој научно-фантастичен или дистописки филм. И она што како чувство завладеа беше навистина една скепса и страх. Како писател, искрено морам да кажам дека ми дојде добро дојдено, бидејќи отвори некои креативни аспекти кои што сметав дека уште долги години нема да имам простор да ги канализирам творечки. Но како издавачка куќа, бидејќи јас доаѓам од приватниот сектор, за разлика од повеќето вас кои што гледам дека повеќе сте со некои во јавни институции и така натаму, чувствувавме некој грч и навистина со многу резерва сметавме дека ќе се случува нашето натамошно работење и одвивање и развивање, така што ги ставивме сите сили на сепак на работа од дома. За жал, делот од кај почетокот на март до почетокот на мај бевме затворени и физички книжарниците наши на Антолог, книжарите и јавните простори не работеа. Работевме од дома и свативме дека она што како чекор на дигитализација беше веќе фатен, ќе стане уште по-драстичен и поголем и мораме на тој план да направиме што повеќе, бидејќи луѓето се дома, имаат повеќе слободно време, така што и потребата за не само за храна, туку и за духовна храна ќе станува се по-конкретен и повидлив. Во неможност како што кажаа колегите, да се посетат физички театрите, галериите, балетите, операта и така натаму. Книгата можеби беше најдобре дојдена во тој период. И Антолог организираше првиот електронски саем на книга во Македонија, кој што се случи лани ова време, значи негде мај и јуни. Тоа е прв саем на книга и имавме навистина фасцинантни резултати.
Наскоро после тоа направивме тотално нов сајт за издавачката куќа со нова електронска книжарница која што беше многу посимплицирана за нарачко тоа што претходно го имавме како можности. За понатаму да се случиме со добре дојдената поддршка од јавната институција МКЦ, еве Русе е тука и целиот негов тим, решивме дека тоа пикање нели само по дома и задржување на уметноста отаде екранот е недоволно. И се обидовме малце да и парираме на короната, прво со една редица промоции во Младинскиот културен центар, а потоа со одржување на какво такво издание на нашиот традиционален фестивал веќе 6-та година поред Букстар, кој што се случуваше во едни надреални услови, со редица на онлайн интервјуа, дали снимени, дали во живо. Меѓутоа, го почувствував и кај Русе една, како да кажам, горчина и недопаѓање на тој тип на настани, и кај нас го има. Прво, ефектот никогаш не може да биде ист. Виралноста, посетеноста, вака сега што не следат луѓе, и тоа да сме некаде без оглед дали во Европската куќа или на некоја друга место и дискутираме, чувството на физички контакт, на сето тоа не заменлив. Така што сепак го одржавме традицијата на Букстар, имавме прекрасни автори, Никола Манити имаше можност еве прв пат директно со македонските читатели да комуницира, и конечно во проектот Europe is Brave New World пред некој месец или два го почнавме проектот на мобилна книжарница, односно книжарница на тркала, бидејќи свативме дека мобилноста на луѓето е намалена без оглед дали е локдаун, без оглед дали е само корона, луѓето се поскептични за циркулирање во јавни простори и така натаму, за посетување на книжарите како дотогаш. И решиме дека мораме да ги приближиме книгите малку ние да ги приближиме на читателите, и почнавме со поддршка на Европската унија да го возиме возилото низ речиси сите градови, некаде каде што и речиси нема книжари. Така да еве сега задутре одиме во Македонска Каменица, потоа во Делчево, и имаме и друга агенда за речиси сите поголеми и помали населени места да ги посетиме. Така што не мирувавме, на почетокот чувствувавме страв, меѓутоа со текот на времето свативме дека издаваштвото е нешто што и книгата нешто што луѓето го гледаат како остров на спасение, а не како нешто од што треба да бегаат. И во светски рамки тоа што исто така ни е достапно како информација, еве ние тука во Македонија многу релевантни статистики немаме, меѓутоа еве Америка има, порасната е до 25% продажбата на книги, како што јас можев да најдам некои податоци, и мислам дека и кај нас таа продажба на книги, ако не падна, барем се одржуваше на едно ниво. И конечно, благодарам на темава, мислам дека и денес во овој момент да заврши состојбава со ковид, сега да ни се јава да ни кажат нема веќе ковид, си замина мистериозно, како што и дојде, ќе биде тема која што барем наредниве уште толку време, 5-10 години ќе биде во јавниот дискурс, и драго ми е што еве во една од првите јавни дебати на оваа тема еве учествуваме сите ние и ќе дадеме некое свое мнение и исход за понатаму. Благодарам, Жарко. Да, оваа иницијатива е на Македонско-американска алумни асоциација и мислам дека ова е многу значајна тема која што треба да се циркулира како тема во нашата јавност, имајќи ја нели она духовна вредност и ментална вредност која што има културата и уметноста за нашето опстојување. Ме интересира вашиот став, особено на изведувачите како Марија и како Несрин, нели кога ќе примерно Несрин ќе разговараме за тебе како актерка. Каков притисок чувствувавте и дали воопшто чувствувавте страх за сето ова што се случуваше, особено имајќи на ум дека вашата дејност и Марија во твојот случај настапите кои што си ги имала во Варна, бараат непосредност во комуникација, бараат бидејќи имајќи на ум дека ковид е респираторен вирус. Како се износувавте вие со тие психолошки притисоци наспроти нели физичката тежина на професиите кои што ги имате? Јас можам да зборувам и во свое име и во име на колегите, затоа што бев тука постојано како раководител на институцијата и гледав што се случува. Имајќи во предвид дека во март ни беа започнати 3 проекти. Едниот ни беше копродукција со работка со Машина Продакшн, а другите 2 беа наши од Министерство за култура, со буџетските средства.
и беа започнати со размах од 10 дена, така да самите актери беа, мислам, различни кастинзи за да бидеме нели ангажирани цел ансамбл. Едните веќе беа при крај, едните беа на средина, другите беа со завршени читачки проби. Кога се случи ова дека ќе не затвараат 6 или 7 март, кога дојде, колку што се сеќавам, на 28 февруар ние имавме представа на репертоар, значи се играше една представа на репертоар и тој ден се деси некој хаос и почнаа сите да играме, да не играме, нешто се случува во државата. Ние како ансамбл решивме на 28 февруар да си одиграме представата без разлика како со публиката. Ги мислам одма ги сместивме тоа, организацијата се направи да бидат малку со дистанца, иако немаше никакви протоколи тогаш на 28 февруар, ние тоа го направивме. Имаше редари, организатори и така ги мислам ја сместија публиката баш како сега што се бара по метари по 2 и одма по тоа нели на 6-7 февруар кога требаше да се прекине со овие проекти. Првично сите беа шокирани, никој од нас не знаевме што со себе ќе правиме, заради тоа што нели сепак нашата работа е жива материја и освен тоа што ние се представуваме нели пред публика со тоа што сме го сработеле и тоа што го работиме, за да го сработиме нас не треба сериозен жив контакт со партнерите. Така да тоа што пред малку збореа сите за нели за дигитализација или за платформи, да се даваат представи, да се работат преку Zoom. Ние како ансамбл во Турски театар тоа воопшто не го почнавме. Не дававме представи наши, не пуштавме наши представи на YouTube. Лично можеби тоа имаше предлози да се дават. Јас имам некоја поинаква болка од аспект на тоа дека театарот не е медиум за на YouTube и не е медиум за на телевизија, заради тоа што нели се губи самата представа се губи. Тоа ако е некоја стара представа 25 години па да ја видиме на МТВ, тоа може да биде радосно затоа што ќе си ја покажуваме, ќе ја гледаме заедно со внуците и гледајте ова бевме ние, ова беше успешна представа не знам каде. Меѓутоа како дејност, театарската дејност е специфична и си бараше поинако вид на третман. Меѓутоа во септември кога ги добивме протоколите за работа, ние веќе како институција, мислам како установа, имавме направено и свој за заштита и превенција на сите меѓу нас. Значи, да речеме, ако порано по 2-3 се седеле и се подготвувале за проби во една гримиорна, им беше наложено да се раздвојат, значи се отвори тој аспект да може да бидеме пораздвоени. Маската беше нели како обавезителна, меѓутоа имаше и колеги актери кои што на сцена не сакаа со маска да се појавуваат. Ние тоа го направивме постепено. Значи првата премиера на 8 октомври ја направивме на мала сцена. Ја дадовме за 25 луѓе. Сценографијата, мислам, представата ја затворивме со плексиглас, за да бидат сигурни дека актерите нема, затоа што ни требаат за други представи, да бидеме сигурни дека нема да наштетат на публиката и обратно, значи публиката да не се плаши дека некој од актерите ќе може да ги зарази. После тоа направивме уште една премиера на 21 ноември, таму секој од актерите уште повеќе се плашеше затоа што таму бројките некако чудно тој период многу пораснаа во ноември. И таа представа ја дадовме исто за помал број на публика, меѓутоа ја поставивме горе на сцена камера. И некако со монолози, со повеќе од тројца немаше појава на сцена, тоа режисерот едноставно се прилагоди на протоколите. Што лично јас многу разговаравме тогаш со Best for Busy за Црни девици, мене ми беше некако како не да го редефинираме театарот во смисла да му дадеме нова форма, да му дадеме, не знам, да го пуштиме на YouTube, да го пуштиме на онлайн платформи. Напротив, со тоа што го носи пандемијата, со целата таа заразата колку брзо се ширеше, со целиот тој страв, ние како културни дејци моравме да смислиме начин, а со тоа што ние ќе го смислиме, да ја подигнеме свеста и на обичниот граѓанин кој што секојдневно се наоѓа во гужви. Значи, ништо по-голема гужва нема во театарна проба и на представа, како што има по маркети и по улици, по продавници, по бутици, сето тоа функционираше. Мислам, угостителските објекти функционира.
И сега наеднаш таа фама што се направи дека во театарот жива материја па треба со партнер да се прегрнеш, па нели да има некој поинаков контакт, тоа многу лесно го реши без фортидризи. Јас лично бев многу задоволна како мислам дека некако се донесовме до состојба ансамблот на Турски театар, само свеста од заразата и од пандемијата да ја подигнеме на ниво на тоа да не работи дека некој мене ме зарази, да не работи дека се заразивме ние во театар. Пред да почне вебинарот, Русе Арстов многу убаво рече. Дур работавме, све беше во ред, немаше зарази, обично некои пријатели ќе чуеме или роднини. Дента кога направивме пауза, кога се ослободивме од работата, од напорот во театар, кога почнавме да си одиме по гости, да си шетаме со пријатели, да се гледаме, тогаш почнуваат заразите. Во принцип, и сама сум сведок, лично јас како прележана со COVID-19, дека заразата се случува во момент кога не си предострожен, немаш превенција, не се штитиш едноставно. Толку можам да кажам. Од друг аспект, последната премиера што ја имавме, возрастна актерка од 70 години настапуваш. Цела екипа на представата, сериозно, мислам со режисерката Драгана Милошевска, многу ја пазеа Бедија Бегос. И на вистина интересен начин за работа. Пред малку мислам дека рече Жарко дека и да заврши сега пандемијата многу ќе се збори. Јас од еден аспект знам дека и се уште стојам позади тоа дека во ова време ние треба да играме за ова време. Ние мора да најдеме форма на сцена меѓу нас како да го изиграме ова што не тишти, ова што не мачи, затоа што тие 6 месеци што бевме затворени, иако јас како раководител работев в администрација, тоа апсолутно ништо не ме исполнува. Како актер зборувам дека сериозно тој креативен момент нема кај да излезе освен на сцена. И во моменти кога нешто не е во ред, да речеме, и фамилиарни проблеми кога имаме, и кога имаш финансиски проблеми, ти пак креираш на сцена. Мислам пак сега овој вид на зараза и овој вид на пандемија што не се случи, мислам дека само требаше малку повеќе да импонира само свеска и секој од нас, зборувам за театарските работници, да најдеме начин да се изрежираме, да се искреираме, да изиграме улогата баш како што наложува пандемијата, мислам со заштита едноставно. Многу убаво интро ми даде во контекст на Марија, затоа што на Марија алатката е телото. А во периодот кога се случува ковидот, имаш известен период кога воопшто не си имала можност ниту да тренираш. Не, ние бевме 6 месеци затворени. Значи не ни беше воопшто дозволено да стигнеме во театар. Без балетска сала, мислам, одржувањето на физичката форма е невозможно. Можете некако мускулите да ги тренирате скроз да не се ослободат, но во балетска форма да сте од дома, тоа е како што кажав. Кога јас многу убаво памтам, значи точно и ние имавме представа дали на 26 февруар или 28 февруар пред да почне пандемијата. Знам, требаше да играме Лебеда во езеро. Тоест ние го изигравме и ние седиме дома и јас пред да дојдам во театар. Ние го изигравме телевизија, странци и ние на 28 февруари имавте представа, затоа 28 беше. Да, потоа Министерството за култура не предупреди дека балет, Турски театар и Драмски театар со странци представата не ја одиграле, а не сме смееле. Тоа го памтам. Многу убаво памтам, пред да тргнам, значи од дома на телевизија на вести кажа дека значи све се откажува. И ние цело време бевме, јас звонам на директорката, викам да доаѓам во театар, да не доаѓам во театар. Значи беше една многу чудна ситуација, не бевме навикнати на овој цел ковид, некако не можевме да го прифатиме како постоечки некако. Дојдовме во театар и уште не се знаеше, јас седнувам на шминка, ме шминкат, а уште на секаде се збори дали ќе се одржи воопште представата или не.
Тоа ни беше последната представа, ние искочивме на сцена, ја дадовме представата, после тоа се вративме, ни беше закажана премиерата Жизела и само неколку дена вежбавме и нели не затворија скроз. Не затворија, мислам да не можеме воопшто да влеземе во театарот. Како психолошки го износе ти тој период наспроти периодот кога веќе имаше настапи во Варна? Дали имаше во себе чувство дека окей, може да биде овој настап опасен по мојот живот, ќе се заразам од ковид, како тоа ќе изгледа, колку тоа стоеше во твојата глава? Па искрено овдека, значи кога работевме, сите бевме со маски, на дистанца голема, не смеевме да идеме повеќе луѓе од 12-13 луѓе во сала, значи ние сите вежбаме во еден тренинг во овде кај нас. Значи тоа сме околу 40-50 луѓе. Не поделија на 4 различни тренинзи со маски на огромна дистанца. Кога отида во Варна, беа сместени во една многу помала сала од нашата, сите заедно, сите без маски. Јас влегувам, јас со маска, после некое време да ви кажам, си ја тргнав маската и кажав, ако се заразам, се заразам. Значи тоа е тоа. Некако не знам, си го прифатив тоа многу не така трагично. И почнав да вежбам со партнер после скоро 11 месеци. Мислам и кај нас, мислам е многу близок. Мислам, он буквално тука стои до мене со главата, значи дишењето е, дури ни маската не може да те, нели, заштити. И во еден момент, значи срцето више ќе ти искочи од тој напор и викам, налети маска и све, значи ако се заразам, тоа е тоа, и си продолжив нормално. Значи, изиграв неколку представи и не се заразив дома. Значи, не се заразив ни во балетска сала, ни на работа, ни ништо. Значи, короната ја фатив дома. Значи, во домашни услови. Така да, страхот мене не ми беше некој голем проблем. Значи, кога стигнав до тој момент, морам да изиграм представа, некако си го прифатив тоа. Целта е поголема од стравот кој што се живе. Да, дефинитивно. А во однос на организирање на настани, имавте ли како се носевте со одговорноста, колку се тие безбедни за одржување? Тука може да ги спомнеме активностите на МКЦ, но и активностите кои што ги преземаше Антолог. Одговорноста која што ја имавте вие во тој период, додека нели се уште беше и поредуцирано, построги мерките и беше поредуцирано движењето на луѓето. Да, во секој случај е комплетно различно целото функционирање, дека ти доволно го имаш оној стрес кога работиш со публика за најобичен концерт, за најобична представа, која работи жива уметност, а сега на целото тоа згоре имаш и еден момент што те виси друг тип на безбедност на која што треба да внимаваш и пред се одговорност, пред се човечка, дека што ако биде проблем, направиме ние проблем. Но баш затоа ако ние учествуваме, како што каже Преска, во тие работни групи, таа ментална хигиена кај нас е многу важна, како што и ова што е сега, што се вика пандемија, вирус, не знам. Паралелно мора да се штитиме и за нашето ментално здравје и дека ние мора да им даваме на луѓето прво да работат, второ овако да креираат, бидејќи ние не работиме у погон. Друг е нашиот погон. И мораше да дадеме прво на сите шанса да излезат и да работат, да творат и да креираат за да бидат живи. Второ, на таа публика потребно, ние во принцип најголем дел од настаните ни беа надворно, отворено, но луѓето е потребно да погнат нешто друго од вести и од бројките на Филипче и на ставовите на Караджовски. Дека настану више, ја имам керко 4 години, се е јасно овако за короната кој на возрастен човек, што е страшно. Токму затоа ние се трудиме да не дозволиме тоа да ни влие и да се обидеме, дадовме се од себе да ги организираме по оно што ни беа дадени како протоколи и договорени како протоколи за работа, да внимаваме на се. Тоа е тоа, ако не де Боже нешто се деси, секако вако дека ќе се деси и во продавници на било кое друго. Нашата домашна задача беше да направиме услови, да максимум што е во однос на некако си правила на игра, ги спочитуваме и ги спроведеме на терен.
ние имаме една благодарение, да кажем, на целата оваа ситуација. Прв пат седнавме на маса и направиме една асоциација на културни промотери, тоа се преца концертни промотери. Имаше кај нас вако членки кои што ја злоупотребија таа позиција, ја злоупотребија довербата, направивме све да имаме сите под еднакво исти фер услови за работа, а тие не ги испочитува и направија некакви нефер моменти кои што па направија и повторно да јавноста се сврти према сите и повторно сите да бидеме ставени во истиот балон и обвинувани дека не знам не се придружуваме на тови инциденти кои што остана на ниво на инцидент. Јас не знам, па ќе кажем, не знам дека еден од културен настан кај нас не се заразил, не знам. Или формирал кластер. Да, или за кластер, да. Ние си мислиме имиња, си чувавме да ги дадеме имињата на кластерите ако има потреба, но фала Богу немаше ништо тоа. Успеавме да сработиме и сега чекаме само да предложиме, за жал во моментот се уште, тоа е оно што го работиме во моментот, се уште важат измените на протоколите за организација на настани и се уште се сите овако протоколи за седење. Значи, за да можеме ние да ги искористиме нашите ресурси кои што ги имаме, потребно ни да публиката малку се стои. Да малку се мингла, да малку се напремува, да малку се видат луѓе. Јас само ќе кажам уште примери, нема трошно време, но имавме две изложби од новата сезона, веќе ги отворивме во МКЦ. Ја бев пресреќен кога ради полицискиот час терминот на веќе најавена изложба го поместивме и беше во 17 часот. Преполно беше во МКЦ во 17 часот. Тоа кажува само колку имаме потреба, више не бираме ни она што беше порано, се прават културни настани само петок и сабота увечер у 8, не другари. Се прават културни настани цело време, 12 направете ке тој народ. Ето толку имаме потреба од ова. Ама колку се тоа Жарко е издржливо, колку овие форми кои што Анталог сега ги најде се финансиски оправдани и издржливи. Дали мобилната книжарница е луксус која што ја направивте? Па, вака, сега, самиот момент што ние сме соочени со ситуација која што не знаеме уште колку ќе трае, а ќе трае во еден или друг формат, не направи сите, мислам, малку поактивни. И да мораме да правиме култура, токму ради она што и беше и погоре споменато, ради таа ментална хигиена, ради ослободување на креацијата, која што е стварно една буица, на кој што не може дури ваква ситуација да и попречи. И друго е тој што продава нели во маркет, тоа му е работа, меѓутоа уметникот мислам дека желбата да создава му е исконска и му дава е животвотворна на некој начин. И предолго време стоење во место или стоење затворен не конзервира и не ни дозволува да одиме понатаму. Особено мислам дека во тој сегмент на мобилност на уметноста, и на културата е главниот хендикеп и особено на таа меѓународна соработка што еве за нас лично бе многу значајна. Ние сме познати како издавачка куќа која што често пати ги носи тие странски автори и тој спој на култури е незаменлив. Значи, друго е Зум е некоја друга територија, тоа не е ни Македонија, тоа не е ни Италија, тоа е некоја помеѓу територија, така да во единици и нули, нели матрикс. Така да во таа територија не може уметникот да живее, може да пушти порака, да пушти сигнал, да пушти глас, меѓутоа не може да обстојува на Zoom или на Teams или на која друга платформа. Така да многу ни е битно да комуницираме и да ги нормално да ги почитуваме сите протоколи. Значи немаме ние настан што сме го организирале да протоколите максимално не бидат почитувани од сегде, имаме секој држи во секој џеп по една маска, дезинфициенси и така натаму. Така што тоа е тоа. Е сега во однос на испатливоста и дали може културата да го издржи ова на долги патеки, може, но само ако нели се адаптира на новите околности. Значи, ако сите живееме во тој грч или затворени, ако малце барем не се отвори на таа, да се направи некој компромис меѓу
меѓу отворена култура и култура која што ги почитува мерките, мислам дека не може на долги основи, бидејќи ве сите зборуваме за некакви позитивни искуства во оваа измината година на тоа кога културата повторно се вратила на голема врата. Значи, дури можеби ќе некој ревайвал или некој воскреснување ќе доживее културата од кога ова ќе нема да заврши или ќе се намали барем на некој стадиум кај што нема да биде толку видлив и со некои бројки од кои што сите нели не фаќа параноја. Така што тоа е тоа. Сакаш да кажеш дека можеби книжарата која што вие ја отворивте, мобилната книжарница зборува, не е некој потфат кој што е преголем финансиски ризик за издавачка куќа како вашата? Па видиш, животот е ризик. Беше и пред коронава, сега уште повеќе. Така да ние мораме да го наоѓаме своето автентично. Значи, МКЦ има некоја програма, Нефсрем имаат свои представи кои што ги фураат и така натаму, да не ги редам сите. Значи, наше е да, како издавачка куќа, да секогаш донесуваме нешто што е иновативно. Кај нас таков тип на книжарница, од таков значи, буквално книжарница на тркала, не е правена по урнек на ништо што локално сме го виделе. Ја не сум слушнал ни за регионов дека има такво нешто. Се тоа што сме го виделе во странство како Америка, Пингвин и така натаму, ни било инспирација да направиме нешто во наш дух. Желбата да одиме не можеме во страв да одиме чекор понатака, не можеме да се изразиме покреативно или поинвентивно. И мораме да бидеме храбри, како што кажува и нашиот проект кој што е тековен, во кој што фаќаме објавување на 10 храбри книги од европски автори. Значи не сакаме само да објавиме 10 храбри дела, туку сакаме да направиме некои потези и храбри иницијативи, активности кои што ќе привлечат нова публика и ќе ги потсетат читателите дека авторите се живи, дека книжевноста е жива, а уметноста е жива. Да се преминам се на другата страна како автор, тие 3-4 месеца што беа таму март, јуни, ја бев исклучително плоден. Значи, антолог беше малце на стендбај, меѓутоа создадов роман кој што беше и претходно почнат, меѓутоа ми беше на стендбај као ќе биде, ако не 2021, 2031 ќе го заврши. Така да има и плюс и минус во целава работа, али мора да се биде храбар. Сега мобилната книжарница е до некаде храбар чекор, но ми тоа пак мислам дека е реален и дека е во право време, бидејќи како што кажав и претходно луѓето мобилноста им е намалена. Ние сега се опитуваме културата да ја доближиме и да ја направиме достапна и во некое рурално место каде што можеби никогаш нема да видат на друг начин книжарница. Така да мислам дека е во право време. Супер. Бенкси направи чудо со своето дело на кое што стана вирално и нели на аукција беше најскапо платено. Да, имајќи нум дека тој е политички активист и кажа преку тоа свое дело неверојатна порака која што ги охрабруваше, која што нашите здравствени работници ги направи суперхерои. Колку таквите форми на движење на ликовната уметност преку такви активистички пораки може да ја врати во фокус токму во ова време и да отвори нов простор за ликовњаците? Можеби поради моите привилегирани позиции околу како екзистирам како уметник кој не зависи од пазар на продавање мои дела, така да можеби имам различна позиција околу нештата, можеби многу поконзервативен став, но нормално тоа е резултат на различниот начин како навигираме зависно од нашите одговорности околу тоа која позиција имаме. И јас тотално разбирам потребата да продолжиме да твориме, да овозможиме да луѓе се собираат и да конзумираат културни вредности и идеи, но исто така би сакал да напоменам важноста на солидарноста, дека треба многу внимателно да пристапуваме кон сета ситуација, зашто да не заборавиме бројот на жртви во Македонија е катастрофален.
и исто така да не заборавиме низ тоа што го поминуваат медицинските работници континуирано. Така да ние како круг на луѓе, како индивидуи, пак доаѓам од моја позиција, треба да испитаме нашата привилегија како позиција и на некој начин да видиме во тој формат како што можеме да направиме. Јас верувам дека како луѓе кои се функционираат во културниот свет, треба да најдеме начин да се адаптираме континуирано. И на некој начин така и уметноста, мислам, таа е и моќта на уметноста, зашто може да инспирира адаптација, може да инспирира различни начини на размислување и творење. Сега, нормално, зависно во каква позиција, во каква институција на некој начин сме се нашле, тоа залага различни предизвици. Тука нормално доаѓаат прашањата околу колку таа институција е помогната од самата политичка и економска структура. Например, мои колеги во Кина мора да престанат се тоа што го работат и да бидат, например, ако се директори на музеи, мора да проверуваат температура на луѓе кои влегуваат во дуќан, например. Тоа на никого од нас не би се допаднало, но тоа е различна структура на општество. Но исто така можеме сега да видиме дека во Кина има изложби и концерти без луѓе да имаат маски. Значи, тоа беше многу различна стратегија. Значи, не постои само еден начин на пристап кон нештата. Нормално во Македонија е еден пристапот, во Америка може би друг, и така да мислам, убаво е да се научи од сите искуства, зашто сепак ние се наоѓаме во еден момент кој досега никој од нас не го доживеал и допрва треба да се адаптираме. Јас верувам во човечкиот дух и потребата да се твори, и верувам дека ќе најдеме начини како да продолжиме да даваме од себе значајни дела. Така да, мислам, јас не дефинитивно ова го гледам како предизвик, но приоритетот морам да го ставам околу тоа заштитата на нашата околина и потребата за солидарност. Тука во таа насока сакам да те потпрашам, и кои се опциите по кои што можеме да се движиме, еве конкретно во твојата средина? Да. Дали останува, како што спомна Жарко, светот на единиците и на нулите, како подиум, простор, сцена, каде што можеме да се движиме, или може да се изнедри нешто друго, нели имајќи ги нум различните гранки кои што ги представуваат? Да. Па не, мислам, јас може би продолжувам да ја гледам ова како моментална состојба кон која мораме континуирано да се реадаптираме. Зависно од тоа каква е ситуацијата околу пандемијата, зависно каде што живееме. Така да, дефинитивно, барем во околината во која јас екзистирам, тука гледам и иновативни начини на како тоа да се одвива во начин на поголема сигурност. Дефинитивно не е исто, но ништо не е исто. Светот континуирано се менува. Така да, мислам дека притисокот да ние бидиме екстремно продуктивни врз жртва на голем број народ или медицинските работници, тука, мислам, јас барем на некој начин имам таква позиција со потребата за поголема солидарност, така да може би е пристапот конзервативен, но во меѓувреме дефинитивно препознавам дека адаптацијата на некој начин некој хибриден модел на виртуелно и физички присутни програми дефинитивно нуди голем број можности околу тоа за во иднината како ние ќе функционираме како уметници, околу тоа како голем број семинари и разговори кои претходно не би можеле да бидат на некој начин возможни во смисла на потреба да се возможни. Сега имаме дискусија околу многу интересни теми околу тоа како да одредени дела би функционирале во виртуелниот свет. Јас сваќам дека секој од нас, зависно од тоа што го работиме, има различни потреби
на изразување, но мислам го гледам како еден предизвик за креативно размислување, а не како само еден на некој начин би рекол невозможен предизвик. Така да таа би била мојата позиција. Мислам, јас останувам пун со надеж околу тоа дека ние ќе најдеме начини како да продолжиме да екзистираме како уметници, да твориме, но исто така е важно да се препознае дека сме во еден момент кој е исклучително тежок. Благодарам многу, Иванчо. Јас, почитувани, би сакала само да ги поканам сите оние кои што во моментов наследат дека можат активно да се вклучат во нашиот разговор. И сакам да го поздравам изворениот композитор и кларинетист Васко Дуковски, кој што во моментов исто така не следи. Не знам од каде не следи, дали не следи од Кина или од Скопје, ама привилегија е да се има како следач на оваа дискусија. Васко, ако си во Кина, можеш само да ни кажеш како изгледа културата во Кина во моментот. Извини, вака бидејќи од позицијата на следач на дискусија, сега те инволвирам во разговорот, ама не сакам да ја пропуштам оваа можност. Здраво на сите. Ме слушате? Да, одлично. Океј, прекрасно. Фала ти на поканата. Да, моментално ве следам од Шангај. Значи во Кина сум и тука сум веќе година и пол. Во поглед на култура, мислам моменталната ситуација од културолошки аспект во Кина е, можам да кажам, нормален или онако како што и претходно беше. И тоа веќе се случува скоро година дена. Значи имаше краток период каде што све беше затворено. Значи околу 3 до скоро 4 месеци. И после тоа едноставно све почна да функционира нормално со сите нови правила за и протоколи кои се нормално воведени за заштита на цело население. Кој за жал се уште и во многу држави кои би требало тоа да го воведат не постои. Што е малце чудно и загрижливо на некој начин. Не знам што друго да ви кажам. Само да додадам, Ана, извини. Да. Како се чувствуваш ти како музичар во тие интеракции? Чувствуваш ли слободата за креативност? Мислите специфично живеејќи во Кина? Да. Како подрече во кое што велиш дека веќе тој страф и тој пресинг на ковид го нема? Нормално мислам слободата има целосна слобода за тоа, мислам све може да се во поглед на концертирање и други уметнички активности све си отворено. Значи све функционира. Концерти се случуваат, нормално имаше период каде што активностите беа намалени во секој случај и има се уште одредени правила и протоколи, но генерално значи све функционира. И веќе ги надминавте оние камерни форми на изведување? Да, тоа веќе беше комплетно елиминирано, како што напоменав, скоро, значи од минатиот јуни. Значи веќе тоа се 10 месеци. Тоа е резултат на држава која функционира. Да, значи концерти се случуваат, минатото лето во Шангај имаше цел огромен джез фестивал, значи отворено со илјадници луѓе, симфониски концерти, оркестри свират, концертираат. Тоа значи све си функционира. И нормално истовремено се мислам на почеток на сите тие програми кои се отвара, публиката нормално беше намалена со сите тие правила и протоколи и се функционираше на еден хибриден систем кој се уште функционира, значи на
лайвстрим мислам специфично зборувам за концертна дејност и концертите, значи сето тоа, иако има намален број на публика, значи сето тоа се гледа или во живо се пренесува на интернет и посетеноста беше огромна, значи одредени оркестри има, не знам од вас колку се информирани, но имаме наш многу значаен музичар во Пекинг кој свири во симфонискиот оркестар, значи тој е еден од главните оркестри во државава. Он има од 14 до 20 милиони гледачи на еден концерт во живо. Значи тоа беше во почеток на отварање на целата или на реотварање на цела дејност. Значи хибридниот може на тоа да се надоврзам, нели Несрин кажа дека не се заинтересирани како театар. Интересна работа е, живееме стварно во еден друг свет каде што има начини да се доближи она ние што го правиме. Јас како изведувач последна година интензивно работам на различни начини или форми на изразување кои мислам дека не мислам единствената разлика е тоа што не го правам нештото пред публика. А колку тоа што го правам е гледано и слушано е на некој начин многу поголемо и сигурен сум дека било каква дејност од дали е тоа театар или музика, луѓето имаат потреба да го гледаат и да го доживеат. Да, но јас кога кажував за незаинтересираност на театарот, изведувачка дејност, да, слични се, сцена е пред публика е. Меѓутоа, мојата игра на сцена е театар, мојата игра, актерската игра на камера е веќе серија, филм, телевизиска програма, ме разбираш? Не е тоа Не е точно. исто. Театарот, ако се сеќавате на филмот Догвил, многу беше значаен и можете, ова нема врска сега со вебинарот, меѓутоа можете да си ги отворите ментална хигиена, да се направите, што би рекол Руса. Филмот Догвил, кој што беше сценично истимен, ама раскадриран и све тоа како во театар да се случува, има голема поврзаност со ова што ни се случува на сите театарџи за време на пандемијата. Мислам, прегледајте си го, ќе видите. Не дека ние не можевме да изиграме представа, да ја стримаме. Тоа го разговаравме, Русе го направи мод така. Фестивалот стримаше представи, така беше, мислам, дури не покани, ние не стигнавме. Некои 3-4 дена веќе требаше да се затвори програмата, па ние да имаме премиера на мод, беше лайв стрим. Не дека тоа не може. Меѓутоа не е автентично ништо, не е промена, не е ново дефинирање, не е едноставно за да седнеш дома, да се истимеш на камера или да се пуштиш на онлайн, тоа е веќе актерска игра пред камера. Ние и такви предмети имаме, мислам, на факултет. Така да сакам да кажам, Не, тоа јасно ми е. можно е, меѓутоа со тоа нема да се разбуди свеста дека во театар луѓето можат да научат поинаку да се носат со работите. Ова што ни се случува, без разлика дали во Кина све работи, дали во Америка сега веќе сите се вакцинирани, дали во Србија поклонуваат вакцини, дали во Македонија не сме снајдени. Тоа нас не треба да не засега на тоа ниво кога е прашање на креација. Значи ние кои што работиме според сите протоколи, како што се заштитувавме, тоа не значи дека ние не ги мислиме здравствените установи кај нас. Тоа не значи дека ние не се плашиме од вирусот. Јас како раководител имав бърнаут после секоја организација на публика за представи со 30% гледачи. Затоа што освен што се грижиш за работените кои што веќе играат представата, актерите, се грижиш за сценските работници, за помошно-техничкиот персонал и накнадно на тоа имаш сериозна одговорност кон тие што влагаат во театар. Значи како ќе ги распоредиш, кога да дојдат, па дали сите ќе дојдат 40 минути порано за представата на времено да почне, затоа што не е како порано влези седни. Сега влегуваат со дистанца, се дезинфицираат напред, па седнуваат на
одредено место редари ги носат. Значи тоа е сериозен притисок. Меѓутоа не мислам дека заради тој притисок ние треба да се одвоиме од самата култура. И не мислам дека ние сега во ова време треба да ја доближиме културата. Ние само треба да продолжиме од кај што застанат, да си најдеме начин како да можеме пак да имаме, како што рече Русе, не може вечно да трае таа дигитализација, мора едноставно да се видиме на концерт, не знам, сенки да грицнеме, се заедно да испиеме. Океј, но тоа го каже и Васко дека веќе се гледаат на концерти и дека имаат и настани кои што се физичко присуство и камерната форма дека е надмината и како што спомена, веќе имаме и масовни големи настани кои што се конзумира уметноста и културата на едно повисоко ниво, користејќи ги тие хибридни модели, како што спомена Иванча, како начин за изразување, ако добро те разбрав, Васко. Да. Тоа ми беше идејата, значи не сакав да наметнам некои комплетни промени или еволуција. Не, заради другите гости што се на ова, сакав да појаснам да не се сватена во... Не, мислам дека се разбираме во секој случај. Извинете, меѓутоа сакам да нагласам пред да го вклучам Русе кој што трина рака, сакам само да нагласам дека придобивката на оваа форма која што сега ја имаме како платформа за оваа дискусија ни овозможува, значи Васко од Кина да го вклучиме, Иванчо да го вклучиме од Америка, ние да зборуваме од Скопје и на некој начин да изнесеме од нашава денешна дискусија некои заклучоци кои што ќе проциркулираат во јавноста, ќе бидат уникатни со поинаква вредност. Мислам, ова е стварно една привилегија која што претходно не сме ја имале. Повели Русе, сакав кратко да се надоврзам на Нестрин. Морам да признам дека овакво едно да работите што се случи со не сам, али ќе го зборам од позиција на културен работник, што се случи во оваа 2020 година, тоа покажа една комплетна други аномалии на нашето живење и работење, во однос на организираност, во однос на солидарност, како што се спомна, во однос на начинот на делување. Другари, мора да не биде на сите една работа јасна, барем тоа е мојот животен став. Мора да престанеме и мора да ние како културни работници да еднашка и само себе се признаеме и самите себе почнеме да се почитуваме, затоа што за жал во оваа држава официјално се ајде да речем во институционалниот култура некаде околу можеби не повеќе од 3000 луѓе. И секогаш кога има за нешто проблем, јас стварно не сакам повеќе да слушам и да давам одговори на прашања типот на колку амбулантни возила ќе се купеа овако со таа представа. Ама стварно не ме интересира. Друг е тој буџет, друг треба да се грижи како ќе ги балансира тие трошоци. Не мора секогаш културата да е прва на удар кога се бара овакво некакво оправдување за нештата, дека ние треба да бидеме солидарни, да носиме одговорност. Да, го правиме тоа со почитување на протоколи на здравствени работници. Ние не го правиме тоа само иницијативно. Али имавме серија од сесии од станоци, точно. Бутање на рака, кој е правилниот формат. За да можеме да сите исто така солидарно се однесуваме и према нашите колеги. Да им дадеме шанса на нашите колеги да работат. Јас овде би се надоврзала, Ана, те молам заради вебинарот, ова сакам да се знае, многу убаво кажа Русе, културни работници. Самата пандемија од март до мај месец, самиот стравот што јас лично си го имав како Нестрин, ниту како актерката, ниту како раководителот на Турски театар, јас имав сериозна грижа на совест кон самостојните и независните актери и уметници во државата, и тоа морам да го кажам. Многу сум емотивна на таа тема, може и сега ќе ме фати тој момент. Кај нас независните и самостојните уметници не примаат никаква надокнада за тоа што го работат. Таму има и актери, има и режисери, а инаку се први, да речеме, кои ние би ги искритикувале ако не земаат на филм, ако не земаат во представа што ќе работат приватно. Во моментот на кризата во пандемија тие беа сериозно заборавени и од самите наши колеги, и од ансамблите по театрите. Едноставно ние во тој конформизам на месечна плата, на месечни примања,
Повеќе заспавме на увото од страх од пандемија и да се заштитиме и да не правиме гужви, да не се заразуваме сите, без да размислиме што им се случува на тие што воопшто немаат никакво примање. Така да мојот порив за работа беше еден и единствен и од тој аспект, затоа што има режисери кои што ниту се вработени, ниту имаат некакво друго примање за да може да има нормално и некој вид на таква помош. Благодарам, наистина, јас не знам дали Виле Симјановска не следи во моментот, на почетокот на дискусијата праша дали може да биде вклучена. Сакам да искористам приликата и таа од Норвешка да ни се вклучи во дискусија, бидејќи некаде водиме при крај, да ни каже како изгледа културата токму таму. Здраво, Ана, поздрав до сите. Во Финска сум, не сум во Норвешка. Да, Финска. Поздрав од Хелсинки, од снежниот, иначе снег ни падна денес. Така да копнеам по југот во таа смисла. Меѓутоа, ова што го слушам за културниот живот во Македонија, сум малце стварно фрапирана и отприлика следам што се културните политики во пандемијава, односно негрижата која јавните институции ја покажуваат кон овој сектор. Ја малце закаснив на почеток, не ги слушнав сите излагања, но отприлика пратам што се случува. Јас сакав да прашам каде е дискурсот, а воедно сакав и да споделам што е централна тема на дискусија во Финска. Ние до пред 2 дена бевме тотално во локдаун овде. Меѓутоа овде се поставуваат неколку клучни прашања. Улогата на институциите, овие што имаат инфраструктура со згради, значи која ќе биде улогата на таквите институции во иднина, сега и во иднина, пошто година дена зјаат празни. Дали треба да се дилемата, новите дилеми уствари кои се поставуваат во овој дискурс на пандемијава и културата, не е само дигитализација, него што ќе се прави со тие институции, што ќе се прави со таа жива уметност. И тука се наоѓаат некакви решенија. Во принцип да се работи половина од годината, кога времето налага, значи на отворени простори, контакти во помали ансамбли, во контакт со публика, во поинакви средини, во природа, и така натака. И се повторно се постава прашањето што со тие зградурини што постојат во моментов. Финска е една од последните земји во Европа која улагаше до пред 2 години. Од пред 2 години има една огромен нов центар, библиотека и така натака. И сега се критикува тој концепт и сега што понатаму. Моето прашање беше исто, например, до МКЦ и до турската драма. Дали они размислуваат за такви некакви облици на делување надвор од институциите? И второ, дигитализацијата, да, ова не примора да размислуваме сите и секако дека беше многу корисно за сите нас да се комуницираме, да продолжиме било како на некаков начин во работа, меѓутоа конкретно во културниот сектор ова ги повлече две работи како проблем, како предизвици. Тоа е првата социјалната интеракција која фали очигледно, значи не може да се замени дигитални ниту тури во музеи, ниту представи, ниту концерти со жива музика, да не одам во детали зошто. Меѓутоа и вториот елемент е монетаризација на тоа што се пренесува дигитално. И на тие за тие две работи напросто нема одговор. Од трета страна, ако се гледаат овие сите анализи, например, што ги прави World Economic Forum и предикциите за понатаму, очигледно дека ќе има кризи слични на ова и понатаму. Планетава е во некаква фаза на ресетирање или на преиспитување, очигледно ќе има и понатаму некакви кризи, значи ќе треба да се размислува во некакви поинакви насоки, во некакви алтернативни начини на делување во културата. И тоа ме интересираше, моето прашање беше уствари кон луѓето што ги водат овие институции, дали они размислуваат во таа насока. Јас знам дека немаат поддршка од Министерство за култура. Министерството очигледно не одговара на ситуацијата како што треба во Македонија, барем тоа што следам. Меѓутоа овие креативни луѓе знам дека наоѓаат начини, очигледно прават напори да прават некаква комуникација со публиката. Меѓутоа дали размислуваат за овој начин? Мислам, што со тие згради ако евентуално не може да се користат или еве со 30% капацитети, тоа не е исплатливо. Како на друг начин можат или планираат да ги прават нивните активности, односно да се зближат со публиката? Тоа беше мојот коментар. Иначе, драго ми е што ве гледам сите и
Се надевам ќе се видиме во некаква друга исто форма face to face еден ден. Јас сум многу за твоето учество и за аспектот кој што ни го даде. Ајде дечки повелете. Јас се насмеав кога рековте за што планираат да прават со згради, не знам колку сте запознаени. Национална установа Турски театар од 2014 година веќе нема своја зграда. Театарот на народности кој што се наоѓа на Никола Мартиновски на Витпазар остана на албанците. Ние функционираме и делуваме веќе 7 година во просториите на Стар МНТ, тоест сегашен театар комедија. Инаку имаме една карабина на кај Нова железничка Старото Балецко, која што сега во моментов, дур беше пандемијава и дур од март месец до септември бевме затворени, јас како раководител си побркав работа и си добивме финансиски средства за фасада на таа карабина, за да може нели да се направи тој простор. Многу ми се допадна прашањето дали јас лично размислувам на таа тема или Руса. За средба со публика, новиот театар, мислам идејното решение на нашава нова зграда, само можам да ви препорачам да го проследите ако знаете тоа како оди, мислам и од технички аспект и од естетски. Таа зграда е направена баш така модерно и не е зградурина, туку направена, туку идејното решение, проектот е таков. И наликува баш на вакви работи кои што, например, ако не дај Боже се случи пак уште некоја пандемија, таа има и отворени сцени, таа има и мали сцени кои што се некаде на тараси, каде што може да се отварат простори. И се надевам дека тоа многу брзо ќе се изгради. Така да во тој поглед нема да треба толку многу јас да бидам инвентивна за што ќе се случува со средба со публика кога се работи за зграда театар. Инаку за на отворено, дали јас сум размислувала како раководител, да, сме размислувале, дури имаме праќано и дописи и сме разговарале со Министерство за култура и дека е многу полесно Министерство за култура да одреди простори, да речеме на отворено, зборувам сега за театрите, не за МКЦ, доколку да речеме разговараме со Скопско лето, порано имаше нели сцена на Кале, или сега новиот парк што е на Франкофонскиот, на таквите места, доколку Министерство за култура ни ги обезбеди, секој од театрите има представи каде што ќе може секоја вечер различни представи да дава и тоа да си оди. Ние лани имавме обид, например, како Турски театар, паркингот на театар комедија да направиме летна сцена и да може да се игра, меѓутоа тоа не е баш толку успешно затоа што има од технички аспект многу работи кои што не успеавме баш да ги досредиме. Мала Нестин, Друсел Штати Кусо и би сакала да заокружувам дискусијата бидејќи час и половина дискутираме на тема култура. Не знам кога последен пат тоа се случило во нашата земја. Поред, значи, кај МКЦ малце подруга ситуацијата, во принцип овакво, тоа е ја на почетокот малце го објаснував, ние прилично многу работиме надвор, но што работиме се надвор. Ние по задни МКЦ освоивме пред 2 години еден супер парк со капацитет за концерти некаде околу во нормални услови 3.500 луѓе, така да овако се трудиме максимално што е можно да го искористиме тој простор и нашата цела, ајде не цела, ама 70% од програмата минатата година се случуваше во тој парк. Благодарение на тој парк го направивме и Здраво млади како меѓународен музички фестивал, го направивме Синедес кој што 8 во тој парк. И тоа беше тоа искуство од оваа пандемија, што не натера да целиот фестивал го направиме на отворено, па го правиме на 3 сцени, едното е МКЦ паркот, градски парк и Ибни Пајковиот парк. Плюс освоивме, го искористиме моментот да ги подсетиме луѓето на кината, кои што биле во Скопје, кои што сега се затворени и не функционираат, па пред нив правевме овакво филмски проекции, тоа беше Кино Напредок, Кино Маџари, Ѓорче, Дом на градежници горе. Така да околу и оваа програма што сега ја спремаме со тие матинеа и се што спремаме во период кој што следува, ќе биде надвор. Тоа е за оној физичкиот дел кога кажуваме надвор од зградите. Во однос на другите овакво ние не знам, како МКЦ се уште веруваме дека
Да, нема да биде никогаш повеќе исто, ама па нема да биде нешто многу па различно, така да ние веруваме дека полека како што успеаме кога беше најнепознато што е оваа пандемија и како се пренесе и што се случува, некако да преживееме, така да очекуваме дека многу брзо ќе се вратиме во салите која збориме за исплатливост. Извинете, ама културата не била ни претходно исплатлива кога функционирала нормално, па камоли сега. Да, генерираме трошоци, ние имаме среќа што сме градска институција, па не пратат прилично добро во однос на нашите желби да креираме програма, но тоа, например, сега ќе покаже на друга слика. Сега ќе се види точно колку се тие јавни средства и за колку тоа настани преме муабет годишно и од каде се другите средства за другите настани што ги како број, како квантитет ги преме во текот на годината. Ако беше тоа прашањето. Благодарам многу за излагањето. Дечки, дали дигитализацијата е единствената опција која што ни се нуди? Кусо, по две реченици да чуем секој од основните говорници. Не. Жарко, Иванчо, ајде од вас да почнем. Жарко, повели прв. Фала Иванчо. Види, дигитализација само по себе, јас и погоре споменав, мора да се случи во што поширок обем, меѓутоа сепак мислам дека тој хибрид кој што и речи сите говорници погоре го спомнаа, некој компромис на она што автентично било култура пред ковид, но и она што автентично ковидот го наметна како нова реалност, мора да се најде некоја средна мерка за да се оди се понатака во добра нафака. Дигитализацијата гледаме дека ќе ги опфаќа не само културава, која што по мене лично не е најпогодена во рамки на ковидов, тука секако и образованието и на светско рамниште тоа се случува со образованието, да тоа што претходно нели било посвета на студии или што и да е друго, трпи многу и не може ниту образованието да биде на тоа ниво. Еве сите гледаме дека доаѓаат и нови генерации кои што ќе живеат со ковидов, одењето со маска ќе ни изгледа како сега јас што носам научари, значи најнормално. Така да дигитализацијата ќе навлезе во сите сфери и таму каде што била и таму каде што не била. И тоа е чекор кој што мора да го одиме и ќе го изодиме, но сепак да не се заборавиме дека да си седевме дека сите заедно ќе имаше и некој како невербална комуникација која што сега не е возможно да ја правиме. Така да јас сум за некој хибрид од она што до сега било као реалност и ова нова реалност, односно дигитализација, но и жива реч, бидејќи тоа е суштината и на литературата, сфера од која што доаѓа. Исто како Жарко, јас верувам во можноста за наоѓање нови методи и на некој начин знам дека тоа представува предизвик како да продолжиме да продолжиме да екзистираме, но исто така потребата за адаптација и иновативност е нешто што ќе продолжи да биде на некој начин фокусот, зашто не верувам дека ова е последен предизвик од ваква форма. Сакам да ги поздравам остатокот на гостите денеска кои како културни работници се трудат и даваат се од себе за да функционирате за да институциите со кои функционираат продолжат да творат и би рекол на некој начин како што кажав потребата за адаптација на некој начин на како овој предизвик би го расширил начинот на како ние функционираме како автори и културни работници. Имам надеж во тоа и тоа тука би завршил, да. Благодарам многу, Иванчо. Марија, може дигитално да гледаме балет? Дали има алтернатива за балетот освен сцената? Иако има телевизиска форма да ја наречем. Да, многу големи театри тоа го правеа сега во пандемијата. Значи, онлайн се уклучува, тоа има лайв стрим, значи балетот се играше на сцена и како да си купуваа луѓето карти и си го следеа тоа дома.
не е исто, нормално дека не е исто, емоциите и све камерата не може да ги долови како што нели можете да го видите тоа во живо. Но како една форма на одржување на физичката форма беше добра замена. Кај нас тоа не се случи, значи ние немавме едноставно немаше таква опција, но имаше доста театри што го направија тоа. Ама тоа е за моменталната ситуација и едва чека нормално, сите чекаме да ни се врати публиката, па дури да е тоа на 30% е многу подобро отколку да биде нели лайв стриминг. Па да бидам искрена, јас сакам да гледам прима балерина на сцена. И да ушувам во сето оно што нели вашата игра го прави. Не среди Рус, ајде да заокружиме дали дигитализацијата е опцијата или онај хибриден модел, кој што го споменуваме неколку пати. Ајде, ќе кажам само еден преку пример, ќе пробам да ти одговорам. Организирајќи ги оние онлайн стрим концерти што ги правевме во 2020 година, сватиме е многу интересен момент, а тоа е дека вакво гледајќи бројот на гледаност на одредени бендови, и сега зборам за МКЦ, ние не работиме со комерцијални големи имиња, него збориме со една друга независна сцена, музички кои што доаѓаат и проекти кои што доаѓаат од таа сцена, и беше многу супер кога ќе видите дека за концерт до 40 минути, кога ќе видите она статистика на гледачи повеќе од 15 минути, ќе сватите дека вакво преку тие проекти многу повеќе публика го погледнала тој музички проект отколку кога тоа би било во сала. Многу наши, бидејќи ние имавме со Кино Шишка вако соработка на македонски и словенички бек-то-бек бендови у иста вечер, многу наши бендови се промовираа преку тој начин на комуникација, бидејќи многу ги видаа надвор, многу наши представи од МОТ ги погледнаа, кога ги видите од кои се држави ги гледале вако представите. Така да тоа е одлична алатка, но само алатка, не е тоа медиумот. Нашиот медиум е живата уметност. Да, треба да сега сите почнеме да ги користиме тие алатки. До вчера не сака да чујат луѓето да купат онлайн билет, сега вако во МКЦ 80% билетите се онлайн издадени. Сакам да кажам дека тоа е овако цената на секој на времето. Можеби оваа пандемија само го убрза целиот тој процес на дигитализација и на примање не само од нас што продуцираме, него и од страната на публиката на тоа како медиум. Но повторно, тоа се алатки кои што треба да се користат, тоа не е медиумот кој што ние го работиме. Благодарам. Јас исто така би рекла не за дигитализација во смисла на тоа што све се случува како во театар како жива материја и дека ние работиме со емоции и тоа треба да биде живо видено. Со тоа ќе посочам пример кога холивудските звезди читаа сценарио вака на една Zoom платформа, мислам дека за некој анимиран филм беше тоа и тоа познати холивудски звезди читаа. Апсолутно можам да кажам, едниот дури го имам гледано во Лондон, Фантомот од опера Кевин Спейси. Така да воопшто не го доживеав како што го имам доживеано во театарот. На Zoom платформата си помина како една Zoom платформа и толку. Садам дека заклучоците или ставовите ваши нема да помнете како на уште една Zoom платформа, затоа што беше ретка привилегија да се соберат вака добри говорници кои што изминатата година има исклучително плоден и активен период и си бареа алтернативи за своето работење. Се надам дека ќе го задржите тој елан и ентузијазам во вашето делување и во следниот период кој што ни следува, затоа што нели како што споменавме, вакви предизвици се чини дека ќе станат нормалност во нашето живење. Благодарам многу бидејќи учествувавте денеска во рамки на овој вебинар и благодарам многу за активноста која што имате во целиот изминат период. Се гледаме во некоја следна прилика. Фала многу.